Почитуван председател на Советот на град Скопје, госпоѓа Ирина Мишева, почитуван амбасадор на Република Македонија во Република Турција, неговата екселенција господин Горан Тасковски, почитувано семејство на патронот на училиштето Здравко Цветковски, представници на Министерството за образование и наука, почитувани директори, почитувани представници на медиумите, почитувани гости, драги пријатели, професори, ученици и родители. Добре дојдовте на денешната свечаност со која што денес го одбележуваме големиот јубилеј, 70 години од формирање на Средното училиште Здравко Цветковски, кое што го одбележува својот патронен ден. Здравко Цветковски е формирано во 1945 година како прво македонско средно техничко училиште во Република Македонија. Во текот на годините следувале негови трансформации, формирање на нови одсеци, нивно одвојување во посебни училишта, за да конечно во учебната 62-63 година се одвои и почне да функционира како градежно техничко училиште. Во сите овие години училиштето се соочувало со проблеми за обезбедување простор за изведување на наставата се до 1965 година, кога училиштето се сели во нова зграда, каде обстојува и до ден денес работи. Зградата има 45 училници и кабинети, работилници, лаборатории, канцелариска сала, сала за состаноци, 2 физкултурни сали, библиотека и читална. За да биде во чекор со времето, училиштето секојдневно се опремува со нови технички помагала. Училиштето го доживува својот процвет во 80-тите години, а потоа постепено се намалува интересот за школување во оваа струка. Но од тогаш па до денес следат нови реорганизации и трансформации, за да во учебната 2002-2003 година училиштето започна да работи како градежно гимназиско средно училиште. Во изминативе 70 години низ училиштето поминаа генерации и генерации на ученици и професори кои што дадоа свој придонес во изградувањето на неговата 7-децениска традиција. Училиштето е едно од ретките во земјава каде што наставата се одвива на македонски и на албански јазик, а низ годините училиштето успеа да изгради одлични пријателски релации со работка со многу други средни училишта од земјава, но и од странство. Од самиот почеток па до денес, училиштето како резултат на професионалниот однос кон воспитно-образовниот процес и развојот на спортскиот дух кај младите има добиено многубројни признанија. Дозволете во оваа пригода да издвоиме дел кои сметаме дека се позначени, а тоа се повеќекратни шампиони во кошарка и фудбал на надпревари на ниво на град Скопје, како и во Република Македонија. Во 2009 година на средношколската олимпијада училиштето освои прва награда за најдобар музички бенд, втора награда за најдобар бизнис план, трета награда за најдобар штанд, трета награда за најдобра театарска представа, трета награда за најдобар постер и трета награда во фудбал. На меѓународниот надпревар во Белград 2008 година училиштето освои четврта награда за КНАУФ монтажа. Исто така училиштето има добиени и повеќе плакети, од кои позначени се: плакета за успешна соработка и придонес во развојот на факултетот, градежен факултет Скопје, плакета за успешна соработка и придонес во развојот на ГИМ, градежен институт на Македонија Скопје,
и плакета за поддршка и учество во кампањата И во Македонија се може од првиот приватен факултет ФОН. Голема чест, а пред се и задоволство е да се биде директор на првото техничко училиште. Ќе каже магистар Драгица Костадиновска, која ја поканувам сега на сцената да ве поздрави и да ви се обрати. Почитувани гости, почитуван председател на Советот на град Скопје, госпожа Ирена Мишева, почитуван амбасадор на Република Македонија во Република Турција, неговата екселенција господин Горан Тасковски, почитувани директори на јавни предпријатија, почитувани директори на средни училишта, почитувани представници на Министерство за образование и наука, почитувани представници на градот Скопје, почитувани представници на медиумите, почитувани гости, драги пријатели, драги соработници, драги ученици и родители, добро не дојдовте на денешнава наша голема манифестација по повод на нашиот патронен празник и јубилеот од 70 години кој што го обележи училиштето. Секако дека имам особена чест како директор да ве поздравам сите вас присутниве денеска во оваа сала, како директор на едно од најстарите училишта во Република Македонија, кој што речиси заедно со нашата држава истовремено се роди и токму денеска го прославуваме 70 годишниот јубилеј од формирање на нашето училиште. Темелејќи се на традицијата на македонските градители, нижејќи успеси како на културен, така и на практичен план, ова училиште растеше низ изминативе 7 децении. Денес, тоа е буен извор на способен кадар кој што го прави овој град, оваа земја, овој свет и гради пријатен простор за живење. Ние сме денеска мултикултурна средина, каде што заедно се почитуваме, ги почитуваме основните начела, основните принципи, ги почитуваме културите и традициите меѓу себе и нижиме заеднички успеси во изминативе и наредниве години. И посакувам пријатна атмосфера во нашиве престојни минути, исполнети со програмата која што ја подготвија нашите ученици, каде што ги одбележуваме 7 децении наназад. Патрониот празник, јас се извинувам, морам да ги пропуштив семејството на нашиот патрон, Здравко Цветковски, да ги поздравам, кои што секоја година присуствуваат на сите наши манифестации и би сакала уште многу години да ги следат нашите манифестации во кои што ги одбележуваме трагите на Здравко Цветковски. Ви благодарам на сите за вашето присуство и ви посакувам пријатни чувства во наредниве минути кои што ќе бидат исполнети со програмата на нашите ученици. Да устане на сцената затоа што во оваа пригода ќе бидат доделени повеќе плакети во знак на благодарност за долгогодишна успешна соработка, разбирање, доверба, како и со надеж за понатамошни заеднички деловни перспективи. Првата плакета училиштето ја доделува на градоначалникот на град Скопје, господинот Гоце Трајановски, не можеше да присуствува на денешната свечаност. Затоа ја поканувам председателката на Советот на град Скопје, господја Ирена Мишева, да ја прими плакетата.
и кој што ни дава неселична поддршка во развојот на нашето училиште. Да остани понатаму на сцената, затоа што треба да ја врачиме и втората плакета која се доделува на градот Скопје. Врачувам оваа плакета, благодарница за нашите досегашни успеси и перспективи. Се разбира дека без ваша поддршка ние не би биле сега тоа што сме. Ви благодарам од се срце на град Скопје. Следната плакета се доделува на Агенцијата за катастар и недвижности. Молиме представник да ја прими плакетата. Имам чест да ви ја врачам оваа плакета, благодарница, токму на директорот на Агенцијата за катастар и недвижности на Република Македонија, да се заблагодарам за досегашната соработка и се надам дека ќе ни продолжи соработката во иднина. Благодарам. Честитам юбилеот. Немах приоритет во Агенцијата за катастар и недвижности, што не поминал во групите на вашето училиште. Така ќе биде во иднина. Се надевам дека како што расте вашето училиште, така и катастарот, благодарите на кадрите што се произведуваат кај вас понатаму, да доградуваат на факултетот, за укупна Република Македонија има разна опера. Благодарам. Следната плакета во знак на благодарност за долгогодишна успешна соработка се доделува на Кнауф Доел Скопје. Имам чест да ви ја врачам ова благодарница на директорот на КНАУФ за Македонија, да ви се заблагодарам за досегашната соработка и се надам дека уште поголема соработка ќе имаме во иднина. Ви благодарам за се што правите за нас, а правите многу. Честитки ве. Сакам да го пренесам задоволството да се соработува со една ваква установа. Огромно е задоволството од можноста да се пренесат позитивни искуства и кај нас во Македонија. И мислам дека нашата соработка треба да биде еден пример како образованието и стопанството треба да одат рака под рака. Му благодарам на ГУС и благодарам на раководството, но и на сите професори за досегашната соработка, за разбирањето што го има за нас и за потребите на пазарот на градежништвото и на трудот во Македонија и изјавам дека КНАУФ и понатаму во сите активности и во сите проекти ќе го следи ГУС Здравко Цветковски. И посакувам уште долги години успешна соработка и нови иновативни. Средното градежно гимназиско училиште Здравко Цветковски доделува плакета и на Градежниот институт на Македонија како благодарност за долгогодишната успешна соработка. Со особена почит ја врачам оваа благодарница за нашата досегашна и идна соработка и уште многу години заедничка работа. Благодарам на Градежниот институт Македонија, која години наназад во своите редови помина многу ученици кои се изградија во својата професионална кариера. Соработката се надам дека ќе продолжи уште многу години како наш главен ресурс за кадрите што ги добиваме. Уште еднаш честитки и уште многу години успешна кариера на Градежното училиште. Следната плакета се доделува на Стопанската комора на Македонија. Врачувам благодарницата за нашата досегашна и идна соработка и уште многу години да не биде соработката на
такво ниво како што не е до сега. Во името на Стопанската комора на Македонија би сакала да се заблагодарам на ГУЦ за оваа благодарница која што навистина има огромно значење за нас. Во изминатиот период работувавме со училиштата за многу прашања, но особено во делот за образование на возрастни, што за нас е многу важно и се надевам дека и во иднина ќе продолжиме да сработуваме и заедно ќе креираме квалитетни кадри за потребите на стопанството. Благодарам. Честитаме на добитниците на плакетите и благодариме на директорката за обраќањето, а почитувани присутни, важно е да напоменеме уште еден значаен момент кој ќе го одбележи ова денешно чествување на патрониот ден на училиштето и големиот 70 годишен јубилеј. 7 децении традиција, успеси и растеж, испишани од сите оние генерации кои што биле дел и се дел од ова училиште. Ќе останат за секогаш запишани и овековечени во монографијата која верувам дека имавте можност да ја видите. Бидејќи официјалниот дел од оваа свечаност го завршуваме тука, со задоволство можам да најавам дека следува сега оној најубавиот дел, делот кој што го подготвија учениците, секако под менторство на своите професори. Ве оставам да уживате во програмата која што учениците ја подготвија за својот патронен празник. Нека е за многу години. Традиција, успех, растеж. Потекнам семестар на градски инженери, прадедо, дедо, татко, чичко, така да изгледа да се родам и запишам во ГУЦ. Идејата да ужам во ГУЦ, наистина кажано, не беше моја. И покрај тоа што ГУЦ тогаш беше многу беше модерно да се учи средно техничка школа. Посебно беше интересно, знам по тоа што сите се обидува да се запишат во ГУЦ. Се фаќаа врски за да се запишат во ГУЦ. Знам колку беше гужва кога се запишуваме. Мојот дедо, Сотир, беше професор на архитектонски факултет во тоа време и разговараше со татко ми, со чичко ми и тие одлучија јас да одам во средно училиште, да имам сигурно парче леп. Татко ми мислел место мене и татко ми сакал еден од синовите да биде инженер. И мислејќи дека сите си инженери таму ме дава мене за геометар да бидам. Минав на светот во технички науки, што апсолутно не е неточно, напротив е точно. Не сум еден да се запишам во средно училиште, градежно училиште на Црквен здравствен сигурност. Ние знаев каде точно се запишувам,
кога требаше да запишам во ГУЦ. Примарната работа заради која се запишав овде, заради тоа што ми беше во мало, во Карпош 2. Јас бев учена се да ми биде близко, заради тоа што живеам во Карпош 2. Основно училиште и градинка имам завршен исто во Карпош 2, па подоцна факултет го завршам во моето мало. Ја да потекна од првиот мој тренер, тогашен професорот Бошковски, кој што воедно предаваше во тоа училиште. Искрено, значи, прва опција ми беше физкултурно училиште, меѓутоа таму беа другарите од фудбал и значи спортот. Меѓутоа тоа ми беше некоја втора опција, бидејќи татко ми завршил таму и некако и мене ме влечеше малку. И сега сум среќен бидејќи го направив тој избор. Ако смеам да кажам, јас сакав да учам средно музичко. Што бидејќи татко ми беше музичар и као тоа синко не се живее, ти ќе бидеш инженер, архитект. Не знаев пред да дојдам, не бев свесен. Предпоставам дека човек дури е за запише некаде, пред го слушне името на училиштето, почва да се заинтересира се кој е човекот, зошто, што бил. Искрено во тој момент не ни знаев кој е Здравко Цветковски. Веројатно ни во текот на средното училиште по предметот историја, веројатно сме учеле кој бил Здравко Цветковски. Не сум учествувал во прославите за матурните празници и предпоставам дека тогаш би било важно да се го научи. Периодот 69-73, значи јас го памтам по делење на книжки. Значи не по патрониот празник, него по делење на книжки. Секоја година, на крај на годината, ние спремавме представа. Бидејќи секогаш училиштето имаше некакви прослави, а мене тоа ми беше занеер, значи немаше прослава, да не напишам некои текстови, да не бидам можеби водител, да не учествувам во таа програма. Имаше по неколку острови, неколку секции го одбележуваа. Не знам како беше по другите училишта, не се сеќам, но знам дека ние сериозно се спремавме за тој ден и имаше и вежбање и силна желба се остави в Пешерок. Сега в Пешерок се остави, не знам. И само иницијативни професорките по македонски, односно тогашната и сега професорка по македонски, Атина, која ми беше класна во тоа време, секогаш сметаше на мене и веројатно таму после само ми се потврди желбата за претамошното студирање на Драмскиот факултет. Не е само нели да одите на газен смет да бидете само газни. Треба спорт, треба гума, треба други работи. Успехот ќе биде во тоа со сигурно. Знам дека тоа време се организира општинска натурија на средните училишта и Здравко Цветковски имаше стругови, кои што се бира од сите три насоки, затоа што ние не учевме сите во иста смена. Играв за фудбалскиот тим, значи пред се, дури освоивме неколку првенства на игради таму, затоа еднаш честав дури на ракометниот тим. Добро, мислам дека имаме освоено трето место, не сум сигурен, меѓутоа тоа беше, мислам дека беше меѓуградско надпреварување, кај што мислам дека се одржуваше, ако сеќам добро, во Велес. Интересна беше средната, тоа морам да го кажам со мојата класна раководителка Васка Топалова, кога се сретнавме после многу години, она во прва година стварно кога ни дојде како класна раководител, јас бев во прва година скоро одличен. И втора година више, после втора година ме снема у школата и се срчаваме после многу 30 години да речем. И ми викаве, ти зашто си отиде вика од школата? Ти беше многу добар ученик. И тогаш го смислив во мој што си професор, ке вика, морам тоа да им покажувам во Кавадарци. Имаше слаби ученици по школите. Мораше некој за нив да берега. Секој со својата карактеристика, Тунтер беше шеф на одсекот. Човек смирен, кој што не знам во сите тие години дека некогаш го откренал гласот по некој ученик. Повеќето професори веќе нас така построги во принцип, посебно по тие стручните предмети. Шкатров, професорот по математика, кој што ми ставаше најмногу единици и најголеми единици во графите каде што беа единици. Сепак ме сакаше мене. Дека ми е Печијаревски презимето, ќе дојдеше и ќе речеше деди излези ти пичијаре на табло, да видим шта си научила. Морам една работа да ви кажам. Значи, во тоа време професорите имаат интегритет.
Беше и класна, мислам дека се викаше Виолета. Мислам дека предаваше техничко цртање, кое што беше доста сложена работа. Нели, ако прескокнете еден од часовите, беше многу тешко да се надокнади тоа. Не дека имаше некој лош, меѓутоа таа професорка беше и добра, меѓутоа и страшно строга и единствено не се сеќавам како професорите кои што беше најтешко да се добие добра оценка. Имаше, како и секаде, професори каде што колку и да знаете, тешко да добиете петка и кои што non-stop испрашуваат строги и така натаму. Тогаш многу се дружевме меѓу себе. Знам дали имаше издвојување, че се дружевме сите исто, секој си имаше своја група на луѓе со кои се дружевме. Значи, од класот практично се дружеше секој од класот, секој со секој. Се познававме секој со секој клас, се познававме секој со секоја генерација, се познававме сите од прва до четврта и така подоцна ни станаа повозрастни, односно другарите кои беа во тоа време трета, ние прва година ни станаа другари, со некој ден денес комуницираме. Беше многу интересни ситуации. Дека сме сега стари, едноставно тогаш можевме се. Дека сме дегар. Се снимало? Па, секоја генерација во секој клас имало оние бунтовници, да ги наречем деца. И кај нас исто имаше и понекогаш и тоа го организиравме, бегавме од часови. Бидете во ситуација кога ако има таква организација, вие кој не сте дел од тоа, односно не го почитувате, тоа тогаш веќе стана проблем. Смолата сте да кажам сега за една многу сериозна и грозна личност, која што вие структурно чува за Република Македонија, што има своје влијание. Шајаво мислам дека да, се разбира. Се сетјавам. Не е многу пријатно кога во сред работа недела ќе го однесете целиот клас дома и татко ви ги се врати на радио на пат. Кец бил кец, од секогаш што во картите кецот се вика аз, ама ние поменувавме лошо. И тогаш имаше постојано. Да, цврста единица кецот постои. Пам дали може да се каже, кец е кец, тоа е. Никакво специјално име не им дава. Дали се со букви, не знам. Научено нешто што се вика, што би можело да се формулира како не секогаш секој мора се да знае, меѓутоа секогаш секој мора да биде свесен за својот постапок. Тоа е животна лекција која што не се треба. Когато едно кога се каже денеска, сега вика на наши години, значи нешто стабилно, нешто сигурно, нешто што останало, значи што времето го издржал тестот, значи на дугасото го издржал тестот на времето, значи дека е нешто што е солидно, што трае. Имам другари и другарки со кои ден денеска комуницираме, пијам кафе. Другарка Оле Ночевска. Беше мене, ако ме закачаше, тој добиеше бокс од Оле. Значи, со неја ги живеевме и у интернат, и учевме заедно и бевме нераздвоени другари до ден денес сме. Баш се вратим на тие времења. Предпоставам затоа ми е насмешката. Убави, безгрижни времења, сосема други времења. Чувството ми е многу убаво кога се сеќавам на тие денови и во интервјуто го почувствувате и вие самите тоа. Многу ми е убаво чувството кога ќе се сретнам со некои колеги од тоа време. Сега многу мои колеги се и професори во ГУЦ. Ја сега ќе кажам ексклузивен еден детај. Значи, у недела ни дава стално нешто благо десерт после у сабота и недела. Тогаш кога ги снемат толумбите, вечерта ние ги украдовме од кујна кај Даричкото лоби. Со така останува, после средното училиште се замина добар период, мојата класна наставничка Тина, македонски професорката, која и денеска, со која и ден денеска комуницирам, кој ден денеска ме следи во мојата кариера и во мојот приватен живот, тоа ми е еден онаков посебен светол период од животот. И пошто многу интересно, после години кога се сретнеш наставничката, кога веќе имаш една дистанца и си постигнал нешто и да го споделиш тоа со некој кој те учил и те образувал. Така,
Па не знам, најголема трага искрено ми од 4-та година, значи го завршував ми односот свеќе на класната моја за да ми стави 5 и мораше да попушти. Значи, по консултација со психологот на школата. Ово ми е чувството, кога се сетам на Гуц. Сите 4 години, другарувањето со моите соученици, на професорите, со радост се сеќавам на нив. Има некои нешта кои што не се забораваат. Младост е најверојатно период кој што никој од нас не сака да го заборави, а сака да го живее целиот живот. Така да ви благодарам што ме пратите 30 години назад. Години постојање, 70 години традиција, 70 години растеж. Спои на стотици умови остварувајќи една цел – успех, како собствен, така и на училиштето. Место каде што доаѓа безпреходни таленти кои чекаат да бидат откриени од страна на наставничкиот кадар и поставени на прав пат. Пат кон повисоки цели во уметноста, спортот, литературата. Борба не да борат за пат до светлина, пат до слобода на Македонија. Револуционер, припадник на партизанското движење, но пред се представник на мачниот и тежок аркадски живот на македонскиот породен народ. Личност чие име 70 години останува во рекордите на идните генерации, пишано на цитовите и бележано од учениците на првото средно техничко училиште Здравко Цековски. Вечно запишано на историјата на Македонија. завршил Скопје, а потоа отидов во Белград, каде што учев средно техничко училиште, архитектонски оцен.
Како ученик во Белград, активно бе вклучен во напредното средноучилишно младинско движење и учествува во разни штрајкови и демонстрации против ненародниот режим. Бев меѓу првите духовници во училиштето. Наредната година се вратив во Скопје и се поврзав со движењето кое се посветуваше во исчекување на настаните што следеа, окупација на земјата. Јас сум меѓу првите младинци во Скопје кои работеа на организирање на младината. Станав член на КПЈ и преку народниот херој Мирче Ацев имав директиви за партиската работа. Подоцна, бев задолжен за работата на партиската техника, издавав предбилден и печатев ми директиви за работа на првите партизански одреди. Наредната година, отидов во партизаните, бев борец на третата ударна македонска бригада и учествував во маршот од Козјак до Солун. На враќање на 1 јуни во борбите кај Тригоди загинав!
бројот на ученици и паралелки, а училишниот простор не беше доволен. За таа цел, во летото 1946 година се догради уште еден кат на зградата, а во наредната година се пристапи кон изградба на посебен интернат, а интернатскиот простор од училиштето да се користи за ученици. Истата година се изготвија проекти и се почна со етапна градба на нова, модерно опремена зграда за сместување на училиштето.
Како последица од земјотресот се запали зградата во која училиштето работеше речиси 19 години и изгоре до темел заедно со инвентарот, кабинетите и архивата. А во однос на простор се најдела денешната тешка состојба. Наставата за наредната учебна година беше доведена во прашање. Сепак колективот на училиштето и овој пат ја покажа својата совесност и одговорност. Во дадената ситуација презема итни мерки за спасување на дел од интернатот што беше изгорен и училишната библиотека која што се наоѓаше под ремонт. На 1 февруари 1965 година, односно на почетокот на второто полугодие, училиштето се пресели во новата зграда каде и денес ради. Yeah.
Понатемна. Знаеш ли кого Здравко Цветковски? Не. Како не знаеш, Трамда? Здравко Цветковски е македонски херой. Бил е архитектонски техничар од Скопје. И организирал младина. Еј, да бе, тој беше. Сега се сигурно. Се борил и загинал. Дечки, да прашам нешто. Знаете ли порано како се прославил Патернат? Добро, оставите ма Патернатот, ама чувствите како се славят. Што ако отвориш уста?